Нема пари за стечајците кои што се уште штрекуваат со глад во Куманово. Ама 40.000 евра членовите на ВМРО ДПМН во центар си распределиле. Замислете, за да одберат поголем, помал лав, поширок, поголем или не знам каков лав што треба да се постави на мостот Гоце Делчев, за да од владата го гледале членовите на ВМРО ДПМН. Нема пари за болните, македонското здравство е влези здрав, излези болен, ама владата на Груевски ќе гради мост наречен Око, кој што на никој не му треба и за него ќе потроши 1,5 милиона евра. За се имате пари, тоа што подразбира тендер, криминал, задоволување на бизнес сферата, ама таму кај што треба да се даде, никаде ги нема. Доаѓаме до клучното прашање за кое што предмалку говореше колегата Манасиевски. Зборот инвестиции го избришавте од македонскиот речник, мислам дека ви онаа енциклопедија ВМРО-вската го нема. Господине Ставревски, ве молам подседете во вашиот шеф. Нека дојде барем за момент во ова собрание, ако треба и Томич и Миленко ќе ги нацртаме тука, ако му е така посигурно и полесно, да ни даде одговор каде се 8,5 милиарди евра што ги вети за време на локалните избори. 8 евра да рече, ги дадов тука, да му веруваме. Нема ни едно евро дадено. Сега ќе ви ги прочитам многу на брзина. За нив многу сте зборили и вие. Монтипе Франција ја нема, Искра Словенија ја нема, Технохози Италија ја нема, Виндија Хрватска ја нема, Дукат Хрватска го нема, Шишеджам Турција ја нема, Агрокор Хрватска Авер нема, ТАП Турција 3 пати го одлагате, нема да дојдат. Боро Техник Automotive Турција ги нема, Светмилк Шведска, тука сте експерт, нема да коментирам ништо, Аквапура Португалија нема, Чебрен, Галиште, Бошко мост ги нема, Камен се нема стаено, ама ќе градите на косовската граница. Агриленд Израел ја нема, Сончев град Израел, се сеќавате дека шедавте ке Сопиште да ги гледате парцелите, ја нема. Интел од Соединетите Американски држави ја нема, ТЕЦ Неготино Бугарија, пак се тука експерт ке премолчам, Хилтон Охрид го нема, 60 мали хидроцентрали ги нема, Вардарска долина ја нема, Орландо Груп Италија ја нема, Хюлит Пакард САД ја нема, Вардарска Силиконска долина ја нема и на крај Тривју и ХАЕР, комбинираната кинеска јужно-корејска инвестиција, за која што се сликавте пред таблата, уште ја нема. Помина нови 4 месеци од последното ветување наречено Лага. Да резимирам, Македонија и по последните математики е предпоследна во регионот, после Албанија. Ама и во таква Албанија се градеше во услови на криза нов автопат. Да не говориме за Србија, да не говориме за Хрватска, да не говориме за Црна Гора, што е 4 пати помало од Македонија, а има 4 пати повеќе странски директни инвестиции од Република Македонија. Конечно, најголемата ваша одговорност, за која што ќе ја плаќаат сите генерации, почнувајќи веќе од овој момент, е задолжувањето што ни го правите без усу и без срам и перде. За оваа година ќе оставите државата со задолжени 450 милиони евра, 220 во домашното задолжување, 230 во надворешното задолжување. Или конкретно, за да бидам многу пластичен и јасен, секој полнолетен граѓанин што има 18 години, дали работи, дали не работи, sejedno, ќе го чини ова расипништво на владата 250 евра од неговиот джеп, или 15.000 денари годишно, или 1.500 денари месечно, или по 1 евро на ден. 1 евро на ден. Денеска сите граѓани ќе бидат за 1 евро полесни, само за оваа година, бидејќи Груевски и Ставревски не задолжиле 450 милиони евра. А од тие пари не сме виделе ниту еден повратен ефект. За следната година се предвидува исто толкова задолжување, што внатре, преку оваа пирамида на задолжување во Министерството за финансии и задолжувањето надвор, а рокот за каматите и каматите за сите превземени долгови се враќа. На крај, господине Ставревски, и вие и вашиот шеф, не сакате Македонија да влезе во Европската унија и во НАТО. Не за што сте големи патриоти, па ви смета Грција, опозицијата или било кој во оваа држава. Вие сакате Македонија да остане сива зона на Балканот, за да сето што сте го зацртале, а тоа е криминалните тендери, излекувањето на парите, многу полесно си го направите. Неке може во Македонија, членка на НАТО и во Европска унија, да го правите овој криминал. Ова може да го правите само кога Македонија не е во ЕУ и во НАТО. Затоа вие не оддалечувате од патот кон Европската унија и НАТО, за да можете многу комотно
да ги спроведувате тендерите, бидејќи ве молам на крај да ми одговорите. Како за се во оваа држава оправдување ви е кризата? Ве молам, како нема криза во вашите криминални тендери? Како нема криза во глупостите на дел од вашите представници? И на крај, господине Ставревски, откажете се од идејата да го загосподарите целокупниот финансиски систем оваа држава и да со наводната ефикасност се откажете од концептот на интегрирање на сите инструменти за супервизија, бидејќи така не било, така ниту ќе биде и така едноставно не може да се води економијата. И конечно, за да бидам јас како министр за финансии, за момент да се почувствувам така, ве молам, прекинете вашата војна со Народната банка на Република Македонија. Не може да се води во оваа држава политика во која што Народната банка тегне на една страна, вие влечете на друга страна, само за да си ја спроведувате својата политика нарач и нарач. Благодарам.